За нов разговор во студио зборуваме за математичко-информатичката гимназија во Скопје. Разговараме со нејзиниот директор господинот Драган Данев. Зборуваме и со со господинот Петар Соколски, професор по математика, и се разбира имаме гостинки и две ученички од оваа гимназија, Михаела Блажевска и Емили Андреевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро ја најдовме. Така, кога го договаравме разговорот, математичката гимназија постои 6 години. Меѓутоа, вие изјавивте дека не е баш толку доволно представена на пошироката јавност, така би се изразил, со оглед на тоа дека Македонија е расадник на математичари, меѓутоа некако имате чувство дека фалат ученици во гимназијата. Па, добро утро прво на вас, добро утро за вашите гледачи. Не би рекол дека фалат ученици, но мислам дека треба еден посебен импут да се даде на промоција на гимназијата и се она што го нуди гимназијата како воспитно-образовен центар. Верувам дека математичко-информатичката гимназија, која што е државна математичко-информатичка гимназија, заслужува да ги понуди своите ресурси на најдобрите математичари и информатичари во нашата држава. И јас затоа ја користам секоја прилика да ги повикам, да се обратам до таквите ученици, до нивните родители, до нивните семејства, да дојдат, да го посетат нашето училиште, да ги погледат програмите, да се запознаат со нашите ценети професори, да ги споделат искуствата да ги чујат искуствата од нашите ученици, и верувам дека ако сето тоа или направат еден комплот од сето тоа, изборот ќе биде еден и единствен, а тоа е државното средно училиште математичко-информатичка гимназија, во која што работат професори кои што се универзитетски професори кои што се специјализирани во областите во кои што ги предаваат во делот на математиката и информатиката, и навистина жално и гревата е да ученици со еден таков потенцијал и капацитет кој што го постигнуваат до 9 одделение, да не ги искористат капацитетите на нашата гимназија. Не е тоа само нашата, е државната, е на сите гимназија, и верувајте, од искуството, ова е веќе трета генерација што завршуваат матуранти во нашата гимназија, од сите оние што досега завршија, искуството се, како да кажам, на највисоко можно ниво во однос на уписот и изборот на факултети на нашите матуранти. Тоа се веќе ученици и матуранти кои што запиша на најпрестижните светски универзитети, ги користат и услугите на нашите државни универзитети или факултети, како што е факултетот Финки, ПМФ и така натаму. Тоа се во моментот високо платени работни места кои што ги добиваат по завршувањето на овие соодветни факултети во делот на математиката, информатиката, актуарството и така натаму. Дали тоа ја прави посебна? Спомнавте дека професорите се, како му доаѓа професор, доктор, да. Или има нешто друго, некоја друга специфика по која е позната оваа гимназија, и дали тука се крие практично вашиот успех, односно дека е расадник и голем број на прваци во некои надпреварувања и меѓународни? Поред мене, значи, битно за развојот или на потенцијалот на учениците што се запишуваат во една образовна институција, тоа се наставните програми, кои што наставните програми во нашата гимназија се уникатни и се единствени во државата, ја би рекол и во регионот. Тоа се програми кои што математиката и информатиката изучуваат на едно највисоко ниво, задираат во суштествени проблеми во делот на математичката и информатичката наука. И математика не се изучува само со еден предмет, со неколку предмети од прва до четврта година. Пример, математика во прва година овие ученици имаат 9 часа, информатика 10 часа, така да тоа е гимназија или тоа се програми кои што навистина овозможуваат развој на соодветен потенцијал на ученици кои завршуваат 9 одделение. Исто така, едно од најбитните компоненти, можеби најбитна компонента е наставниот кадар. Тоа се високо обучени стручни кадри кои што се специјализирани, пак ќе повторам, во областите кои што ги работат на едно највисоко ниво. И тоа не само државно, туку и пошироко, европско и светско ниво. И тоа се професори кои што на најсоодветен начин можат да го доловат оној, знаете, математички сенс и информатички на учениците кои се запишуваат во нашата гимназија. Одлично е утрово што ќе имаме можност да слушнеме одговори токму и од професорот Петар Соколски. Професоре, во изминативе години колку успеси се постигнати од учениците, секако во соработка со вас професорите, на надпревари и олимпијади, и колку тоа за вас како професор
дава дополнителна мотивација за уште поголеми успеси за идните генерации кои што ќе бидат дел од гимназијата. Најпрво би сакал да се заблагодарам за поканата и за можноста да ја промовираме гимназијата и да ги промовираме и успесите на нашите ученици кои што навистина за овие 6 години кои што се многу кратко време за постоење на гимназијата се навистина бројни и забележителни. Така што има многу деца кои што се прваци на светско ниво. Јас би го истакнал пред се Дамјан Давков. Можам да кажам само дека во фудбалот Македонија го има Дарко Панчев, во ракометот Кирил Лазаров, а во математиката го има Дамјан Давков. Значи, тоа е најмладиот освојувач на медал од Европа, кој што освоил на светска олимпијада сребрен медал. Потоа на првата европска олимпијада која што се одржа минатата недела во Литванија, во Вилнус, мислам дека во Талин. Вилнус. Да. Освои златен медал, прво место, значи прво рангиран, значи не е да речеме само прва награда, туку буквално вкупен победник на таа прва европска олимпијада со што влегува во историјата, значи на тоа надпреварување. Тука со него заедно од нашата гимназија во тимот беа и Иван Вожиновски и Марко Мителски, кои што го сочинуваа половина од македонскиот тим за овие надпревари. Моментално сега се на Балканската олимпијада по математика во Солун. Им посакува многу успех и многу среќа на ова олимпијада. Исто така имаме забележителни резултати по надпреварите по информатика. Исто така Дамјан Давков е освојувач на златни и на сребрени медали, значи огромен број на одличија кои што навистина некои ќе бидат предизвик некој да ги достигне во иднина. Ги имаме тука и Леонид Цуклев кој што исто имаше сребрен медал освоено. Има многу надпреварувачи, јас навистина не сакам никого да пропуштам, меѓутоа многу се за да ги кажеме ги има објавено на официјалните страни на надпреварите и можам само да кажам дека сме горди со такви ученици, со такви достигнувања, со такви резултати кои што навистина пишуваат историјата на Република Македонија во оваа област. Какви можности им се отвараат на учениците по завршување на оваа гимназија и дали имате соработка со некои меѓународни други вакви институции или нормално на повисоко ниво за по завршување да ги превземат, се разбира? Да. Најдобрите. Да. Веќе сме во контакт со фирми од реалниот сектор и во државата и во опкружувањето и навистина тие се спремни да инвестираат во подобрување и на инфраструктурата, но и на капацитетите на самите ученици што се во нашите училишта што завршуваат, инаку во однос на нивното продолжување на нивниот образовен процес, факултетите навистина ширум светот, најпрестижните универзитети им се на најголем дел од овие ученици, вратите им се отворени. Така да не зборувам за факултетите што се во нашата држава или во пак ќе повторам во нашата околина. Значи тие се ученици кои што се или матуранти кои што се посекувани во сите универзитети, односно факултети од оваа бранша, математичко-информатички оддел и еве ние сме во постојан контакт со нив, кај да се запишат, тие се меѓу најдобрите или најдобрите студенти. Се уште немаме односно ученици кои што завршиле кај нас, а веќе го завршили својот високообразовен дел, затоа што нели веќе ова ќе биде трета генерација кои што завршуваат матуранти, но во постојана комуникација сме со нашите ученици, сега студенти што се на овие престижни факултети и верувате искуството се во смисла на значењето на нашата гимназија во нивниот сегашен образовен креирање на нивниот сегашен образовен профил се исклучително импресивни и тие еве ќе ги поканете сигурно и ќе има можност да го кажат своето мислење. Сега имаме некои обраќања на тие ученици кон останатите полуматуранти во однос на нивниот избор за упис во средно училиште и изборот на нашата гимназија, нормално афирмативни и ќе се навратам на моментот дека значењето на гимназијата во однос на нивниот сегашен ангажман на факултетите и универзитетите е огромен и тие се вака благодарни за сето на што почитуваните професори направиле за нивниот развој во периодот кога биле во нашата гимназија. Еве пред да одиме со студентките само да го прашам професорот, кој е вашиот пристап? Која е тајната? Значи како изгледа една ваша соработка со учениците, еве конкретно и со најдобрите, меѓутоа оние што се издвојуваат, односно кои се издвојуваат? Имате дополнителна работа со нив или сепак се задржувате на класот, еве во генерално?
Па прво и основно карактеристично за математичката гимназија е тоа што има помал број на ученици во секој клас, што возможува да се работи поединечно со учениците, со секој посебно, да се следи работата на секој поединечен ученик. Тоа малку потешко од ако имате например 30 до 35 ученици. Идеално би било 10 до 15 луѓе да бидат присутни за да можете да ги следите поединечно индивидуалните достигнувања на секој од нив. Како што кажа директорот Драган, јас би потенцирал повторно дека огромен е бројот на часови кои што се учи математика. Математика се учат по 3 часа геометрија, 3 часа математичка анализа, 3 часа алгебра и плюс изборни предмети што доаѓа, значи некоја бројка од 15 часа неделно, на неделно ниво. Самиот тој број, самиот тој потенцијал, значи на посветување на толку многу време на математичките предмети си го прави своето. Исто така и за информатика, значи имаат 9 до 12 часа неделно. Тоа никое училиште, ниту кај нас, ниту во регион не го овозможува. Сега изборот на програмите е исто така тука многу важен. Значи има напредни програми кои што се уникатни, кои што нудат напредни теми, самите ученици кои што веќе завршија и се на универзитет веќе запишани, кажуваат дека првите 2 години од факултетот нив скоро па да им се и завршени. Значи многу лесно се вклопуваат во наставата, многу лесно, полесно од нивните врсници навлегуваат во тие сите тајни, да речем, на овие природни науки. Имаат голема предност не само за време на средното школство, средното образование, туку и на високото образование. Значи самиот пристап и на програмата, и на професорите. Меѓутоа, тука морам да истакнам дека и самите ученици си се посебни деца, секој за себе е посебна приказна. Ние само помагаме да ги насочиме и да ги искористиме нивните скриени капацитети, да ги некако откриеме. Рета да го слушнеме и искуството на двете ученички кои што ги имаме утрово заедно со вас. Прво благодарам што собравте храброст, можеби за разлика од другите ученици, и дојдовте во Македонија наутро. Под мојата десна страна е Михаела и Емили. На почеток, која година сте и како одлучивте да бидете дел од математичко-информатичката гимназија? Ние сме двете втора година и еве лично јас ќе почнам. Мојот избор беше мигзат поради програмите кои ги нуди, но воедно и поради поддршката која нуди за надпреварувачите од било која област, која дознав преку искуството на постарите ученици. Емили, може да дополниш со тоа што или и разговаравме и пред гостувањето, што е она што ве мотивира всушност гимназијата да го направите по средното образование? Јас се запишав во МИК првенствено пошто барав место и училиште каде што нема само да бркам оценки, туку ќе учим за знаење и исто така ќе се развивам и на интелектуално ниво и на социјално ниво, нели преку комуникација и нашата дружба и атмосфера во училиште што ја имаме. Како се гледате во иднина и двете, иако може би е многу рано, меѓутоа токму гимназијата ве усмерува и ви дава правец? Па, јас се уште не сум одлучила на кој факултет би сакала да студирам, но се надевам дека што и да студирам понатаму би можела со мојата работа да оставам нешто зад себе и да помогнам на светот да биде подобро место за живење. За мене јас немам исто одлучено што точно сакам да работам, но знам дека со МИК и нашето училиште од секој факултет, секој универзитет ни се сите врати отворени. И рано вие. Имате уште 2 години за одлучување, до тогаш ви посакувам многу успеси и вам, меѓутоа и на Еве накратко само една порака за крај. Да, би сакал да потенцирам една работа, бидејќи во текст се уписите, сите заинтересирани полуматуранти кои што сакаат да се запишат во нашата гимназија, треба до 31 мај да поднесат апликација електронски. Имаме приемни испити кои што се полагаат на 5 и 10 јуни, се полага математика и се полага физика. Уште еднаш ќе кажам, ние не сме гимназија која што оди по квантитет, бараме и очекуваме квалитет, како и досега. Верувам дека оваа година ќе биде бројката таа што треба да биде. Пак ќе кажам, квалитетот е пред се и над се. Уште нешто за учениците кои што се заинтересирани веќе за упис во нашата гимназија. Сите оние кои што доаѓаат од внатрешноста на државава имаат обезбеден бесплатно сместување и имаат стипендија сите, мислам дека 4 години.
Ви благодариме на гостувањето, се разбира тука сме ние, ве следиме, сите успеси на вашите ученици се добредојдени во нашата програма, да ги промовираме и се разбира да ја промовираме гимназијата во континуитет. Уште еднаш ви благодарам на поканата, останете ми живи и здрави и поздрав до вашите гледачи.